Со огромно трпение, но и чувство на тага и емпатија, секојдневно Сашка Кузмановска со своите 10 прсти изработува надеж и сигурност кај десетици кои ја изгубиле самодовербата, но им останала жилбата за живот. Тие биле во длабока депресија и сега се борат на сите можни начини да испливаат од длабочините на неизвестноста. За нив Сашка изработува перики, бидејќи станува збор за лица кои косата ја изгубиле по тешки хемотерапии или трагедии како онаа во Кочани. Ова е своевиден голем хуман гест и како ти ја толкуваш својата работа. Јас уште кога почнав пред многу години да се занимавам со хуманитарната работа, имаше нешто, секојдневното запознавање на личности кои што се заболени од карцином ми даде некој си мотив на начин за да му помогнам. Мене сето ова, поддршката која што ми ја даваат многуте граѓани, ми дава мотив, уште посилен мотив за да му помагам на тие болни од карцином. Се со цел, нема нешто повредно, од нивната настапка. Кога ќе се стави таа перика, нема нешто повредно од насмевката на лицето. Што Сашка ја води кога ги изработува периките? Има ли фотографии пред себе и што им минува низ глава кога треба на некому да му ја врати самодовербата? Со секој пациент, јас сум во директна комуникација, секојдневно, првично кога ќе се видиме заедно со пациентот, се преземаат мерки, поради тоа што нели секоја перика си е со различна големина, исто како што и главата на пациентот. Секојдневно сме во заедничка комуникација, откако ќе се преземат тие мерки, се изработува периката, се до неизна изработка сме во комуникација, после тоа директно јас ги подарувам периките и ги ставам на главата на пациентите и нема нешто повредно од тоа. Кои се реакциите на луѓето кога ќе се видат во твоите перики? Кога ќе се погледнат, првично на прв поглед, тие не веруваат. Кога ќе ја погледнат перика како перика, не се веруваат, не веруваат во мене. Првично, после тоа не се веруваат нели во себе, но кога ќе се стави периката на нивните глави, кога ќе се погледнат во огледалото, кога ќе ги свртам со столицата кон огледалото, не може, тоа чувство не се опишува, треба дефинитивно да се доживее. Реакциите на оние кои ги носат периките се такви, но кое е твоето чувство кога тие се задоволни? Моето чувство, моето срце е преполно. Немам други зборови со кои што би го изразила сето тоа. Навечер кога ќе легнам, кога ќе замислам на колку луѓе сум им помогнала, тоа е нешто дефинитивно што ми исполнува и ми дава мотив за да продолжам понатака. Секоја перика е тажна животна приказна. Колку досега си слушнала такви и направила перики? Секојдневно се соочувам со лица кои што се заболени од карцином, од најмали до најстари онколошки, хематолошки пациенти. Секоја приказна си е тажна по себе, но секој тажен крај, на секој тажен почеток има и среќен крај. Заедно со периките, допринесуваме тие личности да не се осеќаат толку тажни, правам единствено јас, правам да бидат тие пресреќни и до сега имам подарено 105 перики, така да 105 нови насмевки имаме измамено до сега. Меѓу останатите, во моментов Сашка 7 перики изработува за повредените девојчиња од дискотеката Пулс. Имаш ли коса? Од каде ја набавуваш и дали си во дослух со девојчињата? Да, уште од кога почнав со изработка на овие перики, јас почнав да стапувам контакт со многу личности хумани граѓани во Република Македонија. Ден денес како во Македонија, така и надвор од границите на Македонија. Косата се донира, моментално ја имам на залиха и тоа премногу коса имам на залиха, така да периките се веќе скоро готови. Чекав само материјалите да ми стигнат за до изработка на тие перики. Со сите 7 девојчиња сум во контакт, и следната недела се очекува да бидат подарени во Кочани. За изработка на една перика на Сашка на почетокот и беше потребно многу време, некогаш и до 1 месец, но сега за 1 месец таа прави и до 3 перики. Како изминува периодот, сакајќи да помогнам желбата за помош на се повеќе и повеќе пациенти, почнав да изработувам се повеќе и повеќе перики за одреден временски период и сега месечно ми треба, за 1 месец правам околу 3 перики, што е многу голем напредок. Се надевам дека и на повеќе за повеќе перики, повеќе измамени насмевки, повеќе среќни пациенти. Првата ја има изработено пред 4 години и не планира да застане. Низиниот огромен ентузијазам станува се поголем со секоја насмевка, а чувството е непроценливо. Тоа е Сашка Кузмановска, 35 годишен професор по англиски јазик од Кавадарци, која постојано е ангажирана со најмалку 3 работи и понекогаш одвој наоѓа време за спиење. Но кога ќе се разбуди, посрекна и посилна од неа нема.